Како би рекол, доброволец сум уште од првите денови, од како знам за себе си, право да ви речам. А како најважно, најголем доброволец сум од како почнав со културно-просветниот живот, односно со културно-просветната работа да се бавам. Тоа датират одма веднаш после ослободувањето, кога формиравме културно-уметничко друштво во Кичево, кое што го носи името на еден наш првоборец Нико Пусовски. Преди се да кажам дека овде во земјоделскиот комбинат Изворски, тоа ми е во последната година местото каде најповеќе сум ангажиран како човек од ова место, како човек од овој регион со пратеничка функција, сакајќи на таков начин да нешто допринесам и директно на организацијата на земјоделскиот комбинат Изворски. Инако, со другите ангажмени сум преседник на Комисијата за инвалидско-борачки прашања во Собранието, каде уствари се водам и на редовни лични доходи од каде се добиват, преседник на Републичкиот Совет за безбедност на саобраќај, а истовремено и член на Сојузниот, каде обавам таа работа исто така аматерски. Член сум на Републичкиот одбор на борците од НОП, каде од време на време исто така имам одредени ангажмени поврзани со комисијата која водам во Собранието и координираната работа по борачките прашања таму. Тоа се углавном онија места, онија задолженја кои ги имам за сега. Во банка работим 26 години. Иначе работен стаж имам близу 30. У банка сум постојано на раководно работно место, директор, понапред во Народна банка, па во Комунална банка, па во Комерцијална инвестицијна банка и сега во филијалата на Стопанска банка Скопје. Двајцата сме сега по право одборници и сега сме како подпредседатели на Општинското собрание. Обшествено-политичките организации сметаат дека во моментот треба да се изберат и подпредседници, но со оглед на остатакот од мандатниот период од неколку месеци, тоа се разбира да најнормално беше да се примат, изберат волонтери кои за овој краток период ќе помогнат како на преседникот, така и во работењето на собранието. Се викам Сашо Мишев, економист, работам во специјалната болница за коснозгломна ТБЦ на работно место шеф на сметководство. Со веслачкиот спорт сум почнал да се занимавам уште од раното детинство, некаде во 49-та година, како пионер. Целото моје слободно време после работа го проведувам во овој клуб. Целта, како што реков ми е, да го унапредам веслањето во овој најстар клуб во градов, кој миналата година доби и ноемвриска награда
како најдобар клуб. Во последната година тука имаше некои проблеми од таков карактер кои ме задолжија да се ангажирам мало повеќе преди директно да седнам, и кога одредени работи се сагледаа, се работеше за внатрешни односи, преди све на руководните кадри во оваа организација, а од кога некои работи се сагледаа, онда директно руководниот кадар, рачунајќи на мене дека веќе јас и индиректно се наоѓам овде при нив и со оно што може да им се помогне, захтеваа да прихватам и една таква работа, да бидам за одредено време и директно ангажиран во организацијата, со нада и со цел да се превазиđа онаа положба преди се на проблемите од тие меѓулудски односи кои не беа во ред, а потоа и заедно со тоа да се среде и стопанската положба, која беше прилично несредена и имаше опасност да организацијата дојди во една критична и кризна материјално-финансиска состојба. Како активен член, долгогодишен член, веслач и член на управа, почнав да бидам некаде од 60-та година. Во управата сум бил биран секоја година, а по долги години сум веќе секретар на клубот, секретар на Веслачкиот одбор на Македонија, член сум на председателството на Веслачкиот сојуз на Југославија и член сум на председателството на Веслачките суди на Југославија и член на одборот за физичка култура при општината Охрид. Ова функција ја вршам со задоволство, бидејќи, како што напоменав, веслањето ми лежи на срце. Дека е тоа така и дека брижливо се грижам и со сите заедно за очување на кајчињата и реквизитите други во веслачкиот хангар, зборуваат и очуваните објекти од 32 година, кои што ланската година заедно со прославата на јубилеј славевме и нивни јубилеј. То не се памети да еден ваков објект биде очуван цели 40 години. Кога нас вака ни се понуди од страна на општествено-политичките организации на нашата општина, во колку бидиме избрани, дали би прихватиле да бидиме подпреседници и да ја вршиме таа работа волонтерски, али сепак со една поголема заангажираност во работата на општинското собрание, што секако да не трпи работата на работното место каде се навоѓаме, конкретно јас као директор на Работничкиот универзитет. Сепак тоа е едно признание што нас ни се вака довери еден ваков општествен задаток, јако е периодот краток, можда 10-11 месеци до кога ќе бидат овие избори за новите општински собранија, сепак работата е прилично напорна. Од стопански аспект, врз база на таквите односи како што беа во организацијата, во многу се инектираа оние пукотини преку кои од повеќе места организацијата како да губеше онај доход, оние средства кои се ствараат да се разнесуваат, па чак да се и оттуѓуваат на еден многу незгоден начин. Тоа што се и така малку произведуваше во релативен смисел, прилично се растураше, почнале луѓето да товарат кои гајба во колата, кои во торбата, краставици, пиперки, патлиџани,
од повеќе места и во разни правци, и тоа мало што е бил како принос, уствари не е можел да се ефектуира, и тоа беше резултат што во организацијата дојде до ивица на една стопанска, така да се каже, криза. Објектот каде што ги чуваме овие кајчиња, хангарот, како што си популарно си го викаме ние, е навистина стара и трошна зграда, но таа е изградена после ослободувањето. На истава локација постоеше школа некоја, и од таа школа, со материјалот од таа школа, со ударна акција, самите веслачи го имат созидано. За овој хангар имат една голема цела легенда како остана, како се очува. Постоја мишлења од многу луѓе во градов да убаво ќе биде да се продај тој хангар, но јас и другиве активисти во клубот не дозволивме тоа да се стори, бидејќи знаевме да се изгради центарот спортски во Охрид. Тоа е поголем зафат и поголема инвестиција, а хангарот идат еден залогај, еден мал, сосем мал дел од таа инвестиција. Па мојата работа околу друштвото Никопусовски, право да ви речам, како ентузијаста била многу голема. Сценографските решења сам сум ги решавал со многу тешки, или слободно може да се рече со никакви услови, без финансиски средства. Дури некогаш сум давал од платата своја за да купам материјал за дотичната драма, да направам гардероб. Парите ми биле после вратени, се разбира, од продадените билети, али ми се чините на таква жртва сепак е ретка, колку ја што знам. Гардеробот ја сам го шиев, без никакво наплатување, и режија и тумачење на главните роли на скоро сите драми. Посебно јас што се прихватив за ова должност, ова функција, е тоа што на работното место каде работам сум запознат со проблематиката на стопанството, така да секторот во собранието, управо подпредседател по прашањата на стопанството, сметав дека многу полесно ќе можем да ги совладам, имајќи го искуството и познавањата и работата со стопанството од општината, така да ќе можам да дадем еден придонес во работањето на собранието. И кога нашата работна заедница беше обавестена дали се согласуват во колку јас бидам избран за подпредседник на општинското собрание, тие навистина со задоволство тоа го прифатија и дури го рекоа просто честнije што еве нашиот универзитет, поготово нашиот директор, да биде избран за подпредседник на општинското собрание, и тогаш ние сите заеднички зедовме обврска да она што јас до тогаш го работев, да просто го поделат останатите другари, раководители на центрите на нашиот работнички универзитет, за да ми овозможат да јас повеќе се ангажирам баре во ова време, кога пред општината стојат вака прилично сложени задолженија. Имајќи предвид дека во земјоделскиот комбинат Изворски има околу 750 стално запослени работници и една производња од околу 7,5 до 8 милијарди стари динари
во годината. На еден оваков начин вклучен човек би требало да земе на себе целокупната одговорност. Јас не сметам дека принадлежност се опрашање, меѓутоа одговорност и морална и материјална за целокупната работа, она што зависи од директорот како прва личност во тој аспект на работењето. Така речено, друштвото беше главниот носител на културно-забавниот живот во Кичево и тој беше единствениот излез за граѓаните да можат да излезат негде да осетат дека и во овој град живеет еден таков културно-просветен забавен живот. Кога би се запрашале како обстанува овај клуб со финансиски средства и како успеал со минимални средства да се постигне овој успех, тога одговорот ми се чини дека лежи во тоа што целата работа во овој клуб е заснована на аматерска основа, што ние немаме платени функционери, немаме платени тренери, немаме платени инструктори кои ќе се бават како професионалци во овај клуб. Целата работа е убаваме една екипа на ентузијасти кои што навистина го сакат и при срце им е овај спорт и целото слободно време, ден или ноќе се проведуваат во овој клуб. Настојавам да не ги исповетим двете функции, двете работни места. Затоа што подпредседничката должност е повеќе општествена, повеќе политичка, додека во банката тамо е повеќе стручна, економска, каде политиката можда не е на заден план, ама доминира економиката, доминира банкарската логика, каде што за одредени случаеви моменти тамо безмилосно се решават одредени прашања со работните организации, за работните организации, каде банкарската логика и економиката не дозволуваат некоја сентименталност. Додека на работното место како подпредседател таму е веќе малце поиначе од што би било на работното место во банката. Затоа се старам кратко е време да не ги исповетим тие две работни места. Во банката да се осеќам како банкар, вамо како општествен работник и на работно место во собранието. Заангажираноста моја, право да ви речам, е во повеќе правци, не само околу културно-просветнава работа во културно-уметничкото друштво Нико Пусовски. Најголемата заангажираност и заинтересираност ми е околу градбата на Домот на културата, која што треба да почне во најскоро време, скоро овие денови, ако можам да речам. Тогаш за уредување на градот и неговиот естетски изглед, околу парковите, зеленилото и така. Ценам дека ипак е подобро на оваков начин да човек обавува некоја работа, отколкото по некоја канцеларија како пратеник или слично да го минува времето без да биде повеќе продуктивен. Губитак немам. Јас имам и така редовни своји трошкови, овде тие се минимални, што можам да ги кажам да се зголемени. Ако не на еден, на друг начин човек прави некои трошкови за себе, овде ценам дека користа е повеќе од во тоа со моето присуство овде да организацијата крене на добро, разработи план за производство и перспектива, а тоа е за мене повеќе ценето, повеќе важно отколкото оно што јас и во физички и во психички смисел би дал на едно такво место каде сега се наоѓам како директор.
Па имаме преку 100 драмски дела од наши домашни и странски писатели. Сме давали и класични, и битови драми. Секогаш кај граѓаните сме наидувале на голем одзив, посетата била секогаш чудесно убава и од публиката сме биле многу убаво примени. Со бурни аплаузи, поздравени и утредента посебни честитки, ако можам то да го речам, покрај сета скромност. Нескромно е, него тие знаат дека поголем дел од денот го проведувам на банк. Тоа они очекуваат да и овде на новата функција ќе можем да одговорим. Затоа што голем дел од работното време и иначе го употребувам за работата. Некои посебни хоби за други дејности, лов, риболов, спорт и така натаму немаме. Целата моја фамилија уште од порано се веслачи, така да дома немам никакви компликации во однос на трошењето на тоа време. Вршам сам оправки заедно со тука помошниците мои. Ги правам кајчињата, ги ускладувам весла или некој крпење на кајчињата и слично. Така да целото време после ручек ми представувате на една разонода присуството во самиот хангар и работата околу тие објекти, кајчињата и работата со самите веслачи. Се дешавало, бидејќи не сме имали, немаме материјални услови, средства доста, се дешавало да и сопствени средства сум улагал, па и слично и членови некои од управата, Рачунајќи дека ако не може човек на друго место повеќе да даде, поарно е да даде таму каде и може и каде најповеќе познава приликите. Во овој случај мене ми беше така тоа да осеќав и една моја должност, не само формално пратеничка или како граѓанин од ова место, ами и традицијата револуционерна која секако не заврши со завршувањето на револуцијата и војната, таа треба да продолжи и јас сметам дека добро би било кога би се практикувале такви можности и кај други луѓе. Привилегии некои посебни не ќе имали, сепак штом директорот на една институција, подпредседник на општинското собрание, малку поинаку се цени таа институција. Тоа е позната чињеница. Меѓутоа, некои не знам какви привилегии не би требало да се очекуваат и ние не би се согласувале за некои не знам какви привилегии. Например, поголема дотација? Па видиш, дотацијата пред се зависи од активноста. Ако ние бидиме поактивни, ќе добиеме поголема дотација. Али ако бидиме понеактивни од ланската година, независно што сум јас подпредседник, нема да се очекува некоја поголема дотација. За мојата дејност по културно-просветна работа, мислам во културно-уметничко друштво Нико Пусовски, имам неколку дипломи добиено, зашто со друштво сме учествувале покрај во градов што сме давале представи, сме одели во некои поблиски градови, така да сме били и во неколку пати на републички смотри. Тешко е да се речи што добиваме, што губиме. Важно е, одма треба да се кажи дека многу сме оптеретени, губиме што го жртвуваме слободното време. Од една страна и од друга страна сепак функциите подпредседател, сакаш или неќиш, во одредени случаи треба и да се замериш со некои добри пријатели, кои што еве на еден соодветен начин сакат нешто да му се спомогне, а ти не си во можност тоа да го сториш заради тоа што од една страна и прописите не го тоа дозволуваат, а од друга страна и нашите можности на ниво на општина се такви што конкретно не сме во можност да го тоа чиниме. За нас пресудна година беше 72-та, кога славевме 40 годишница од постоењето на овај спорт во Македонија. Тогаш освоивме во Белград на државното првенство и златна медалја во конкуренцијата за жени јуниорки и за жени сениорки сребрна медалја. Упоредо со тоа освоивме првото место на Илинденската регата, која е традиционална и се одржава веќе 10 години во Охрид.
Исто така на Смедеревската регата во Смедерево. Учествувавме и во Темишвар на регата со домашните клубови Политехника и спортската школа од Темишвар. И таму го завзедовме второто место, така да овај јубилеј го прославивме многу повеќе од колку што се надеавме. Инако, така да се каже, местото, седиштето, лично моја ми е тука. Фамилијата е во Скопје. Имам два сина, едниот оженет на работа, другиот студент. Другарката е пензионер борачки. Повеќе време е таму со децата, сега последно време имаме и внук. А помалку во летната сезона се наоѓаше тука во Богданци, посебно во Дојран, каде имам и куќа за престојување. Прашањето на професионалните политичари веќе од поодавна се поставува, се дискутира и по мене што побрзо треба да се реши. И тоа не само во овие собранија, ами и во општествено-политичките организации. Затоа што волонтерите или непрофесионалците сосем поинаков приот имат кон прашањата и по мене некогаш и поинако гледаат. За нас најголема награда и да сатисфакција, тоа не е само постигнатиот успех на клубот. Тоа ни е душевна храна, тоа ни е една можда чудна работа. Враќањето од самото такмичење ни е многу важно, бидејќи целата ова наша мала овдека најано, така навикана најано, не чекаат и се интересираат за секој постигнат успех. Значи целата ова комплетна мала, пак да кажувам, дека таа живит заедно со овој спорт и со нашите успеси.